од извештај од надлежните уште немам, уште е во процедура, меѓутоа јас можам да кажам што се случи, бидејќи во тој момент бев дома. Сакав да запалам светло во ходникот и немаше струја. Појдов таму кај што чувам алати, нели, и да видам што е проблемот со струјата, меѓутоа како што ги носев маиците на една рака, реков ај да ги оставам прво нив во собата на внук ми, да му ги кренам па да видам што е проблемот со струјата. И само што ја отклучив вратата на собата, бидејќи тие не се тука, не влегувам кај нив во собата. Отклучив и кога видов огромен пожар внатре. Огромен пожар беше неговиот кревет цел во пламен. Излегов само вака, облечена во една сукња и само телефонот во раце. И ништо друго не ми остана. Од целото мое домување овде од 83-та година сум мажена овде и да излезам вака гола без ништо. Што направивте тогаш? Тогаш во паника само го викнав комшијата, карши мене, и тој толку се испаничи и тој не можеше да го погоди бројот на брзата помош. Да, и на пожарникарите во едно, и едните и другите ги викавме. И зет ми исто го викнав, тој исто дотрча и сите се разбегаа од влезот. А јас, збунета, дури застанав на пети и спрати, не одам никаде. Не знам кое ми беше тоа чувство, не сакав да се одвојам од дома. Не можев да сватам уствари дека за толку кратко време све ќе изгори. Можда криви беа и пожарникарите што задоцнија. Јас мислев дека само едната соба ќе се зафати и за другото ќе се интервенира за кратко. Пожарните не реагираа никако. Беа застанати кај третиот влез горе и не мрдаат. Им сметале колите паркирани пред влезот. Тоа горе си гори, тие не мрдаат. И дури и после и разбрав дека уствари долешле и со неспремни возила. Помина скоро цел саат, додека они да се соединат за да почнат да гасат. И мене веќе изгледа толку многу ми се слошило и тие ме однесоа горе во државна болница на токсикологија и толку веќе знам. Сега сте со една кеса фактички. Со една кеса, да. Само со една кеса и тоа што ќерка ми даде новчаник. Јас буквално излегов само со едни папучи за пособа, оние платнените што ги носиме по соба, а пошто ме задржаа во болница, овие белите ќерка ми ги купи и со пижами, за да ме смести во болница. И само со телефонот во раце. Само тоа успеав да си земам од куќа што куќам од 83-та година навака. Потребна ли ви е помош од граѓаните и каква? Потребна ми е секаква помош, материјална пред се. Кога доаѓав во околината ме среќаваа комшиите и јас на сите им реков заради нашиот стан пострадавте и вие, тие толку беа добри сите со мене. Ма вика што си ти крива? Не си ти крива, виновна не си што се случило тоа. Меѓутоа јас чувствувам грижа на совест. Зашто сите ни должни да живеат сега во оштетени станови. Комшиката над мене лично знам дека само што си го реновираа станот и сакаа да одат на одмор. Самиот влез е во катастрофална состојба, струја нема, вода нема, станарите како да живеат. А и на сите нив и влезните врати им се изгорени, а верувам дека и внатре имаат штета. А па што се виновни па и вториот влез? И тие немаат струја, и тие немаат. 2/3 од зградата се уништени.